Во познатите обиди на бугарските фашистички окупаторски власти за асимилација и трајна доминација во Македонија во периодот на Втората светска војна 1941-1944 година, меѓу другото особено многу им пречеше заедничкиот живот на македонскиот народ и народностите што живее во Македонија. Албанците, турците, власите, евреите, србите, црногорците и другите народности и етнички групи, наречувани со општото име инородно небугарско население, според планирањата на бугарските окупаторски власти, требаше да бидат национално обезличени и ликвидирани. Таквиот дискриминаторски зафат го смета како еден од нужните предуслови и за ефикасно бугаризирање на македонскиот народ. Во тој дух, за целото време на окупацијата, бугарските окупаторски власти издаваа бројни закони, уредби и наредби, а праксата, подгрејувана од фашистичката пропаганда и самоволијата на поединците, секидневно ги надминуваше и овие пишани барања. Со развојот на народно-ослободителната војна во Македонија, бугарската фашистичка власт се повеќе го зајакнуваше теророт и другите насилства. Во тие рамки растеше и дискриминаторскиот притисок над народностите. Така, меѓу другото, се фалсификуваше вистината за причините на успешниот развој на народно-ослободителната војна и револуцијата и се истакнуваше дека, божем, токму тие припадниците на народностите го нарушуваат мирот на здравите бугарски сили во Македонија. Поради тоа, според ваквите јавни оценки на бугарските окупаторски власти, припадниците на народностите во Македонија требаше да добијат и најчесто добиваа најтешки казни. Комунистичката партија на Македонија, како раководна сила на македонскиот народ во народно-ослободителната војна и револуцијата, јасно и на време ја согледуваше опасноста од таквата политика на бугарскиот окупатор. Ги излекуваше нужните заклучоци и преземаше неопходни мерки за нејзиното разобличување и оневозможување. Нашава емисија е секако само една делумна хронолошка илустрација на богатата изворна документација што говори за посочената проблематика. Веднаш по окупацијата на Македонија, бугарските власти со најголема сериозност пристапија кон анализа на постојната положба во Македонија, при што особено внимание посветија на народностите, на нивната политичка и верска ориентираност, како и на поставеноста во условите на окупацијата. Откако ја констатира антибугарската настроеност на народностите, окупаторот презема брзи мерки за нивна физичка ликвидација, или мерки со кои требаше да бидат претворени во сосема бескрвен, беззначаен етнички фактор во Македонија, со тоа што се одеше и кон разбивањето на единството на македонскиот народ со народностите. Изложени на невиден во својата историја дискриминаторски притисок, народностите во Македонија беа лишени речиси од сите национални и граѓански права, малтретирани, тормозени на секој чекор, а еврејската народност подложена и на тотално физичко истребување. Националните малцинства се подложени на гадна расистичка политика, на уште поголема експлоатација и без, се истакнуваше во еден значаен документ на Покринскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија. Командантот на Вермахтот за Југоисток во еден доверлив извештај до своите надлежни од 12. јули 1941 година за бугарската окупација во Македонија и односот на окупаторот спрема народностите во Македонија го истакнува следното. Сите срби населени во Македонија по 1918 година мораа да ја напуштат бугарската државна територија во рок од 3 дена. Со турците грубо се постапува. Слободата на вероисповедувањето им се ограничува. Со евреите се постапува според новите прописи што важат во Бугарија, поради што кај малцинствата владее страф и депримираност. Со бугарскиот злогласен закон за заштита на државата, кој веднаш по окупацијата почна да се применува и во Македонија, евреите беа прогласени за државни непријатели и беа сосема политички и економски ограничени. По различните спогодувања со своите германски господари, бугарските власти ја покажаа својата голема дарежливост, особено при отстапувањето на евреите од Македонија.
беше донесено конечно решение за тотална депортација и ликвидација на македонските евреи, а само делумно на евреите од Бугарија. Ова сурово решение бугарските слуги на германските нацисти најбезмилосно го спроведоа во дело во март 1943 година, кога од новоослободените земји во Македонија беа испратени во логорите на смртта 7144 лица. Бугарските власти извршија притисок за присилно протерување на сите затечени срби и црногорци во Македонија. Во текот на првите неколку месеци на окупацијата, под најтешки услови, од Македонија беа протерани 706 семејства, односно 26.450 припадници на српската и на црногорската националност. Еден мал дел, што случајно останаа непрогонети, беа изложени на чести малтретирања и грабежи. Многу од нив беа интернирани, затворени и ликвидирани. Познатата колаборационистичка група во Македонија Ѓузелов-Чкатров, која целосно се стави во служба на бугарскиот окупатор, изнесувајќи ги своите идејни погледи за стабилизација на бугарската власт во Македонија, меѓу другото бараше, цитираме, да се изгонат од Македонија сите доселени срби и другите непријателски елементи. Насилството и прогонувањето на бугарските окупаторски власти во Македонија беше особено силно врз народностите од муслиманската припадност, турците и албанците. Военото аташе на така наречената независна држава Хрватска во Софија, во еден свој извештај од 21. октомври 1941 година, го известуваше своето министерство во Загреб за состојбата во Македонија и во тој ред за положбата на народностите го истакнува меѓу другото следново. Особено разочарување владее меѓу младите интелектуалци. Арнаутите се исто така мощно незадоволни од новиот господар и тагуваат за минатото. Во еден извештај на германската команда за овој дел на Балканот од 17. декември 1941 година за состојбата на народно-слободителното движење во одделни делови на Југославија, доследно се вели: кај македонските муслимани од разни подрачја на Македонија постојат изјаснувања дека денешните услови се многу полоши дури од оние што биле во стара Југославија. Дури и старите господари и покрај сите своји мани попристојно се однесувале отколку новите господари. Поред еден друг извештај од октомври 1942 година, бугарските власти во окупирана Македонија особено лошо постапуваа со турското население, за да го присилат на емиграција, за да се измени етничкиот карактер на населението во овие краишта. Мерките против албанското население беа заострувани уште повеќе и поради познатиот за цело време на окупацијата нерешен граничен спор во окупирана Македонија меѓу Италија и Бугарија, во која Италија ја користеше албанската народност како елемент на притисок, а бугарските власти, наводен заштитник на македонското население, го тероризира албанското. Следните неколку примери само делумно ја илустрираат зверската огорченост што бугарските окупатори ја применуваат спрема припадниците на муслиманското население. Знаејќи ја активноста на Комунистичката партија на Југославија меѓу муслиманскиот свет, бугарскиот окупатор особено брутално се нафрли против активистите на Комунистичката партија меѓу народностите. Така веднаш по окупацијата на Скопје беше ликвидиран комунистот Алија Авдовиќ, познат револуционер и робијаш од пред војната во Сремска Митровица. Истовремено, на сите страни се трагаше за Ферит Бајрам, ветеранот на Комунистичката партија на Југославија, најстар комунист, учесник на Вуковарскиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија и слично. Припадниците на муслиманското население, турците и албанците, својот воен рок во бугарската армија целосно го служеа во така наречените трудови дружини, кои беа создадени за најтешки физички работи. На нив легнаа најтешките работи, изградбата на патишта, мостови, тунели и слични воени и цивилни објекти. Нормата за работа поставувана за нив
беше најчесто невозможно висока, казната за несвршената работа невозможно тешка и така натаму. Муслиманското население беше подложувано и на најгруба и чудовишна економска експлоатација, шиканирани во тој поглед тие како да немаа никаква законска заштита. Со исклучок на одделни соработници на окупаторот, беа исклучени од секое вработување, добиваа помалку дажби и од оние минимални количества пропишани со окупаторските закони. Селаните од редовите на народностите беа во секој поглед онеправдувани и навредувани. Поради тоа, кај малцинствата владее деплимираност и страхување, се истакнуваше во еден германски документ. Расположливата документација дава можност нешто повеќе да се задржиме на дискриминаторскиот однос на бугарските окупаторски власти кон народностите во Македонија врз планот на образовната, културната и верската пропаганда. На народностите им се одземаше правото на слободен, културен и просветен развиток. Школувањето на децата од народностите во Македонија беше на најразличен начин оневозможувано. За нив не беа отворени нови училишта, а се затворени дури и оние во недоволен број затекнати од кралството Југославија. Врз основа на Законот за заштита на државата и другите специјални антиеврејски закони, уште во првата учебна година 1941-42, бугарските училишни власти најстрого предупредуваат да не се запишуваат деца од еврејско потекло или во најдобар случај да запишат минимален, строго определен процент, кој не смел да биде поголем од 2% од вкупниот број на запишаните ученици во училиштето. При тоа запишаните ученици евреи не смееле да се третираат како рамноправни со другите. Им се забранувало дружење со другите ученици, да учествуваат на разни јавни настапи и манифестации. Видено исто така дискриминаторскиот однос спрема децата од албанската и турската народност. Во ниедно другородно селиште во Скопската област не е отворено училиште, се вели во еден официјален извештај на бугарските училишни власти за 1941-42 година. Доколку се задржани некои албански или турски училишта по селата во окупирана Македонија, тие имале верски карактер и се одржувале на приватна иницијатива на населението, а под постојана контрола на властите. Официјално се бараше иницијативата за отворање на такви училишта во никој случај да не произлегува од страна на властите. Ако случајно се наложи да отвориме такви, се истакнуваше во еден документ на бугарските просветни власти, најцелисходно ќе биде наставата во нив да се организира и да се спроведува колку што е можно попримитивно и поанемично. Според статистичките податоци на бугарските власти за учебните години од 1941 до 1944, во Македонија процентот на ученици од албанската и турската народност во основните училишта беше 2%, а во осмолетките само нешто повеќе од 1%. Тоа е во практиката помал процент, дури од оној што во антиеврејските закони се одобруваше за упис на еврејски ученици. Највисоките бугарски просветни власти со задоволство констатираа дека во сите години на окупацијата училиштата во Македонија речи се останаа без деца од другородно потекло и дека ќе биде корисно и потребно таквата состојба и понатаму да се одржува. Како резултат на таквата дискриминаторска политика на бугарските власти кон народностите во Македонија, повеќе десетици илјади деца во текот на 1941 до 1944 година останаа надвор од училиштата. Бугарските окупаторски власти гледаа со недоверба и ги третираа како непожелни и сите конфесии надвор од православната, кон кој главно припаѓаше поголемиот дел од народностите во Македонија. Се сметаше дека со овакви превентивни мерки на полето на религијата, навремено ќе се расчистува патот за утрешното оправдано барање на правото на окупираните области во Македонија. Иако припаѓале на државната православна вера, свештениците од така нареченото православно и народно потекло без посебни причини беа отстранувани од служба, казнувани, прогонувани на секој чекор
internirani, a nekoj od njih ubivani. Dovoljno što tije ne se Bugari, pa kako takvi da predstavovat postojana opasnost za državata, se istaknuo vo jedan bugarski dokument. Najmnogobrojnijata konfesija na turskata i albanskata narodnost beše oficijalno priznata, makar što vo praktika beše ograničuvana vo svojata rabota. Nezinite po visoki rakovoditelji, bugarskiot okupator gi pridobivaše so najrazlični privilegiji, dodeka poniskite verski službenici beja držani pod stroga kontrola, pa i podloženi na gonenje. Bugarskata crkva osobeno beše zainteresirana za uništuvanje na unijatstvoto i protestanstvoto vo Makedonija. Ta nastojuvaše site unijati da gi počini pod svoja jurisdikcija. Vo jedan dokument se istaknuva deka je krajno štetno za jedinstvoto na bugarskiot narod, širenje to na razni religiozni propagandi, kako što je unijatstvoto i protestanstvoto osobeno na teritorijata na Makedonija i kako takvi treba navreme da se sprečat. S ogled na svojata nadvorešna politika i kontrolata na Vatikan, bugarskata fašistička vlada ne možeše da ima otvoren neprijateljski stav sprema katoličkata crkva vo Bugarija voopšto. Međutim, ako ga se raboteše za vrijanijeto na katoličkata crkva vo okupiranite delovi na Makedonija, ta naodjaše za potrebno bez odlaganja da go sprečuva toa. Izvestuvajki za takvata položba na katoličkata crkva vo Makedonija, nezini od poglavar vo Skopje, vo esenta 1941. godine istaknuvaše: naši od prv pečatok za praktični odnos na bugarskite vlasti sprema katoličkata crkva beše nepovolen. Pravno, katoličkata crkva vo Bugarija se naodja gore dolu vo ona položba vo koja se naodja pravoslavnata crkva vo Hrvatska. Po posebno vreme se množe dokazite deka lokalnite bugarski vlasti vo Makedonija ne mislat da gi ostavat namira nito sopstvenite prava na katoličkata crkva. Evrejskata religiozna zajednica vo Makedonija najteško je počustovala bugarskata okupacija. Sve do celosната fizička likvidacija na Evrejite ne naodjame nikakvi tragi za njinata slobodna religiozna aktivnost. Romskoto naselenije vo Makedonija, čiji najgolem deli pripadjaše na muslimanskata vera, beše vo slična položba kako i evrejskoto. So ta razlika što po nekoja slučajnost uspeja da go izbegnat fizičkoto uništuvanje, što inaku beše zacrtano vo planovite na okupatora. So razvojot na narodno-osloboditelното dviženje vo Makedonija, bugarskata fašistička vlada sve poveki gi zajaknuva terorot i nasilstvoto vo okupiranite podračja. Vo tije ramki rasteše i diskriminatorski od pritisok nad narodnostite. Iako točno ja znaja vistinata za senarodnoto dviženje vo Makedonija, bugarskite okupatori od razbirljivi pričini saka toa da go prikažat nekako sveopšto dviženje na makedonski od narod i narodnostite, tuku samo kako dviženje potiknuvano od tuđite propagandi i tuđite elementi vo Makedonija. Makedonskite partizani dolgo gi ne račuva i optužuva kako srpski ili grčki komiti i taka natamo. So takvoto objasnuvanje tije go opravduva sve po otvorenio teror vršen nad ovoj delno naselenijeto vo Makedonija i se obiduva na to i sličan način da sozdavat uslovi za krvav, bratoubistven jaz među njih makedonski od narod, što bi im poslužilo za ninoto pospokojno vladenje i upravuvanje sa okupiranite podračja. Zdravite silina komunističkata partija na Makedonija, kako vodečka sila na makedonski od narod, v uslovite na narodno-osloboditelnata vojska i revolucijata, rakovodene od genijalni od strateg Josip Broz Tito, jasno i navrameja se ogleda takvata krvava i pogana igra na bugarski od fašistički okupator i vrsta osnova i izvrekuva nužnite zaključoci. Niz konkretni akciji se boreja za neizinoto rasvetljuvanje i onevozmožuvanje. Lazar Koliševski, vo svojstvena sekretar na Centralni komitet na komunističkata partija na Makedonija, neposredno po vojnata, analizirajki gi vakvite zafati na bugarski okupator vo Makedonija, na jednom mestu istaknuva: narodot so svoj zdravi instinkt čustuvaše kade treba da go odvede razgoruvanjeta na vakvite šovinistički istapi na okupatorov. Toa trebaše da mu gi oslabi pozicijite na narodno-osloboditelното dviženje vo Makedonija i da je pretvori zemljata vo arena na bratoubistvena vojna, što kja olesni asimilacijata i kja vrze sudbinata na makedonski od narod za sudbinata na fašističkata oska.
Ova opasnost ја почувствува целиот народ со целото свое битие веднаш во првите денови на окупацијата. Тоа го објаснува фактот што во Македонија наполно крахираа обидите на окупаторот да организира шовинистички истапи. Во многобројните партиски документи од периодот на војната со посебно внимание се расветлува дискриминаторската политика на бугарскиот окупатор кон народностите во Македонија, истакнувајќи секогаш дека тие во условите на окупацијата ја делат судбината со своите сонародници македонци и се изложени на посебен притисок. Ќе цитираме само делови на неколку такви документи. И вие, како и ние, имате само нови господари, и сега, како и понапред, вие сте третирани за свет од понизок квалитет. Вашите верски чувства се газат од носителите на слободата. Ниту германците, ниту италијанците, како ни филовите жандари, не ви донесува ништо друго од она што имавте. Угнетување, верско и национално, и најгруба експлоатација. Браќа од другите народности во Македонија, повеќе од македонскиот народ, вие сте угнетувани од новите поробители. Пред сите други, вам ви се зема правото на работа. Вие се сметате луѓе од понизок квалитет и така натаму. Во друг партиски документ се истакнуваше: браќа турци и албанци, како некогаш што башибозуците и јаничарите палеле и пустеле во Македонија, така денеска и модерните јаничари беснеат по неа. Вие наерно го осетивте тоа. За новите потисници, вие сте некрстени души кои во царството на Бугарија не смеат и нема да имаат никакво право. Браќа власи и грци, и на вашиот грб плускаат камшиците на општиот душман. Од вас сакаат да направат објект на национална омраза и да ве фрлат како курбан за одмазда. Со фалсификувањето на историјата на македонската ослободителна борба се фалсификуваат и патилата кои сте ги дали и вие во таа борба. Откривајќи ги таквите вистини на окупаторите за дискриминаторската политика спрема народностите во Македонија, партијата уште повеќе се здобиваше со авторитет и доверба да пристапи кон решавање на тешкотиите што можеа да произлезат од тука. Заклучувајќи дека таквите махинации на окупаторот се насочени пред се кон создавање шовинистичка омраза и братоубиствена војна, таа најсериозно се мобилизираше против тоа. Третирајќи ангажираноста во таа смисла како една од своите најважни политички задачи, Комунистичката партија пред се повикува на борбено единство како основна противтежа на злосторничките активности на бугарскиот окупатор. Непријателските сили се здружени. Здружете ги и вие своите сили. Слогата е гаранција за успехот и среќната иднина, се вели во еден проглас на Комунистичката партија. Во октомври 1941 година, покраинското раководство на Комунистичката партија на Југославија за Македонија во својот проглас до македонскиот народ истакнуваше: со македонските вашите браќа помака правејте борбени редови. Не давајте заедничкиот враг да копа јаз меѓу вас и македонскиот народ. Знајте дека на вашата кавга непријателот ќе го издигне своето господство над вас. Не верувајте им на овие изроди. Во единството лежи гаранцијата дека ќе се ослободите. Водејте остра борба против разгорувачите на националната омраза. Некои истакнати раководни партиски работници во Македонија, согледувајќи ја се поголемата потреба од посериозно приоѓање кон ова прашање, со право критички истапуваа и против известни пропусти на тој план. Така, например, Мирче Ацев, во својство на член на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, во своето познато писмо од 8 мај 1942 година до пленумот на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, на тој план острого критикува претходното покраинско раководство. Исто така во почетокот на 1943 година, во слична насока ја упатува својата критика и делегатот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Македонија, Светозар Вукмановиќ Темпо, како и некои други раководители. Таквите согледувања, предупредувања и самокритики секако позитивно се одразуваа врз натамошниот третман на спомнатите проблеми што револуцијата ги поставуваше се посериозно. Така, во условите на се позасилениот развој на народно-ослободителната војна и револуцијата во Македонија, Комунистичката партија на Македонија во своите документи пред се ја истакнуваше уште повеќе нужноста за единство во борбата и помасовно стапување во неа,
za sozdavanje jedinstven narodno-osloboditelен front za konečna presmetka sa okupatorite. Po povod trigodišnjinata od okupacijata, Centralniот комитет на Комунистичката партија на Македонија, меѓу другото, се обраќа и до народностите во Македонија и предупредува за зголемената опасност дека окупаторите настојуваат да не турнат во братоубиствена борба и омраза и повикува во заедничка борба да им се оневозможи таквата подла работа. Повици со слична содржина се содржат и во многобројните документи на сите други раководни воено-политички и партиски тела на Народно-ослободителната војна и револуцијата, главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, акциониот комитет за свикување на АСНОМ и така натаму. Со своите јасни ставови по овие прашања, ваквите документи извршија силно влијание за брзата мобилизација на масите, им зададоа решителен удар на бројните окупаторски крвави закани и замисли да создадат раздор во Македонија. Разгорувањето на сенародното востание во Македонија до конечното ослободување уште повеќе ги јакнеше врските меѓу македонскиот народ и народностите, во заедничката борба се калеше братството и единството, што и денес представува една од најголемите придобивки на Народно-ослободителната војна и револуција во Македонија. Со векови угнетуван и спречуван во слободниот развој, македонскиот народ и народностите преку ослободителната борба и социјалистичката револуција израсна во слободна нација, која со решенијата на првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година ги постави темелите на својата државност. Во рамките на новата слободна југословенска заедница и на припадниците на албанската, турската и на другите народности што живеат во Социјалистичка република Македонија, им се создадени како на рамноправни граѓани и братски соседи со македонскиот народ можности на сестран, слободен и демократски развиток. Впрочем, тој развиток на македонскиот народ и народностите што живеат во Социјалистичка република Македонија го гарантира и Уставот на Социјалистичка република Македонија, каде што е запишано: Социјалистичка република Македонија е национална држава на македонскиот народ и држава на албанската и турската народност и на етничките групи во неа, заснована врз сувереноста на народот и врз власта и самоуправувањето на работничката класа и на сите работни луѓе и граѓани на македонскиот народ и рамноправните со него албански и турски народности и етнички групи.